Што ако останеме без питка вода? Ова е прашањето што се почесто се наметнува во дискусиите на глобално ниво, а за тоа постојат бројни фактори чие влијание на достапната питка вода е негативно и загрижувачко. Ајде да видиме зошто е тоа така. Контаминацијата со фекалии во денешни услови представува најголем ризик за водата за пиење. Присуството на арсен и други штетни хемиски материи исто така е фактор кој во голема мера во светски рамки можат да влијаат на загадувањето на водата. Секој четврти човек во светот нема пристап до безбедна вода за пиење, а тоа значи дека над 2 милиарди луѓе во светот се соочуваат со сериозни здравствени, хигиенски и санитарни проблеми. Обединетите нации според шестата цел за одржив развој определија дека со агендата 2030 година секој ќе има безбедна вода и санитетски услуги, но се уште многу заостанува во реализација на амбициозната цел. Во следните 20 години драстично ќе се зголеми и бројот на населението во урбаните средини со недостиг на чиста питка вода и се смета дека со овој проблем ќе се соочат над 2 милиарди луѓе доколку не се преземат по конкретни чекови. Покрај повикот на Обединетите нации за заеднички глобален ангажман, можеме и ние како граѓани сами да преземеме акција и да дадеме свој придонес во решавање на проблемот. Ако заедно се залагаме за почиста и побезбедна вода за пиење, стануваме шампиони на промените. Нашите колективни напори можат да действуваат во зачувањето на резервите на вода, обезбедувајќи поздрава и посреќни иднина за сите.